поентата на оваа пресконференција е да ви известиме дека твоја партија денес ја поднесува тужбата против државата, против Република Македонија и Министерство за здравство по основ на несоодветно справување со ковид кризата. Одамна почнавме да работиме на оваа тужба, меѓутоа постојано го одложувавме поднесувањето затоа што постојано излегуваа нови пропусти и нови грешки на актуелната власт и Министерството за здравство во однос на лекувањето на граѓаните и справувањето со кризата. Основот на тужбата е несоодветно справување со ковид кризата во насока дека прво не беа набавени вакцини на време, Македонија многу доста почна со имунизацијата, затоа се уште имаме низок процент на имунизирани граѓани. Потоа неспречување на ковид профитерството, државата не превзема мерки да ги заштити граѓаните од ковид профитерите, со тоа што не обезбеди доволно легла во ковид болниците. И последниот основ е фактот што и она што го направи на начин скандалозен, кој што на крајот резултираше со загуба на 14 човечки животи во ковид болницата во Тетово. Во текот на утрешниот ден ќе ви биде доставена тужбата. Денеска не е потребно уште да ги избришеме само имињата, презимењата, личните податоци на луѓето кои што се тужители и на починатите. И заради тоа ќе ви ја поднесеме утре, а ќе поднесеме и кривична пријава против во моментот непознат сторител. Јавното обвинителство мора да утврди кој е одговорен за смртта на 14 луѓе. Ние сметаме дека не е возможно оваа трагедија да помине без кривична одговорност, заради тоа што во секој случај мора да има одговорност кој или тој што нарачал, или тој што изведувал, или тој што бил да врши надзор. Факт е дека изгореа 14 луѓе и доколку минимални технички услови биле спремени и подготвени, до оваа трагедија немаше да дојде. Сведоци сме дека во Романија имаше случај кој што беше многу сличен на овој и таму јавното обвинителство го третира како убиство од небрежност, односно од можеби дури од умисла. Меѓутоа, ние сметаме дека мора да се утврдат пропусти. Не е возможно во ковид болница да бидат зградувани брзо и лесно согорливи материјали и електрична инсталација која што ќе се запали толку лесно заради вклучување на дефибрилатор. Инсталацијата била многу несоодветна и без соодветни осигурувачи и фит склопка. Тоа мора да се испита и да се утврди одговорност. Благодарам.